Почитувани гледачи, добра вечер. 17:10, ново издание за емисијата Ваш термин. Со вас сум јас, како ваш домаќин, Виолета Петровска-Периќ, и мојот денешен соговорник кој што е веќе со мене во студиото. Знаете дека секогаш разговараме на одредена тема која што е поврзана со проблемите со вашето здравје, така одлучивме и денес, меѓутоа ќе посветиме внимание на оралното здравје, по-конкретно ќе разговараме за стоматолошката естетика или дентална естетика. Знаете што значи тоа, обично нели доаѓаме понекогаш во случај кога мора некој зап или повеќе заби да ги извадиме од нашата устна празнина и потоа треба тие места да се заменат нели со нови заби, а за тоа е одговорна токму стоматолошката естетика или денталната естетика. Се што треба околу овие прашања денес да одговориме во однос на тоа какви се причини има за да се загубат забите, значи какви се начини и надоместување на забите се постојат за надоместување на забите со фиксно протетски мостови и коронки, ќе ни каже доктор Кристијан Ристовски, кој што е веќе со мене во студиото и е стоматолог. Пред се, на почеток да те поздравам и да ти посакам добре дојде. Ти благодарам што и денеска одвои време да бидеш во емисијата Ваш термин да проговориме за проблемите со забите. Добро те најдов и баш ми мило што денеска ќе говориме токму на една од моите омилени теми, денталната протетика, и фиксна и мобилна, и постигнување на естетика без жртвување на функцијата на забите и на стоматогнатниот систем. Знаете дека емисијата е контактна, во живо, па доколку имате некое прашање во однос на некој ваш проблем со забите, слободно може да се јавите, да искомуницирате со нас, да поставите некое прашање до доктор Кристијан, а тој секако ќе ви даде одговор за како тоа да го решите вие вашиот проблем во однос на проблемите со забите, како што напоменав. Кажав и на почетокот нели дека обично вие стоматолозите нели се трудите да ги што е можно нели што повеќе да ги спасите забите ако е можно, меѓутоа има случаи кога навистина некој заб или па повеќе заби мора да се отстранат од устната празнина. И тогаш следуваат овие начини на решавање на овој проблем со, како што кажав и на почетокот, како што и е темата, со стоматолошка естетика. Првим да ни кажете какви се причини постојат за да се загубат забите. Вака, тоа е добро прашање. Најпрвин да се биде доктор по стоматологија, односно воопшто да се биде доктор, значи да се спаси нешто, односно да се спаси забот. Така да се додека забот не е во една терминална фаза, во една терминална дијагноза заради одредено дентално заболување, ние стоматолозите и од сите подробни специјалности, дали е тоа болести на заби, ендодонтот или е дентална или е пародонтологија или било која друга специјалност, се трудиме да го спасиме забот и да го сочуваме природниот заб во устната празнина. Но сепак постојат причини како што да речеме сега пародонтопатијата, која што доколку дојде во терминална фаза на расклатување на забите, односно губење на потпорниот апарат на забите, тој заб е веќе со безнадежна прогноза и ние мора да го екстрахираме од устата. Или забот е комплетно деструиран од забен кариес, веќе не постои забот, само коренот, во најдобар случај доколку е здрав коренот и доколку тој корен подоцна може да послужи како носач да се изгради на него на забот, исто можеме да го искористиме, или па доколку се развие пародонтит, што е различно од пародонтопатијата, затоа што пародонтитот представува процес на врвот од коренот на забот или било каде на коренот на забот. Тогаш ние мораме, доколку и со апикотомија, со орална хирургија не успееме да го спасиме забот, сепак мора да го екстрахираме од устата и понатаму да мислиме за надоградување на истиот и комплетирање на забниот низ. Тоа се само дел од причините, секако во секојдневната пракса се јавуваат многу повеќе причини, многу повеќе случаеви. Секој случај е индивидуален сам за себе, ќе кажам уште еднашка, и во секој случај ние можеме да се изненадиме пријатно или непријатно во зависност од тоа како е дојде. Ме интересира само ја спомна пародонтопатијата, некако ми се чини дека во последниве години наназад е многу поизразена. Дали е така тоа, како вие, како стоматолог, имате сознание, бидејќи нели оние пациенти кои што ве посетуваат, претпоставам дека можете да забележите дали е навистина во пораст пародонтопатијата или пак мене така ми се чини.
Пародонталното заболување е едно мултифакторијално заболување на кое што влијаат повеќе фактори. Што се случува, од што зависи тоа? Пародонтопатијата може да има и генетска компонента. Тоа значи дека ако некој од нашите родители или блиски има, можно и ние да добиеме пародонтопатија. Така. Исто така има и инфективна, односно бактеријска компонента. Имаме инфекција бактеријска која што подоцна ги јаде потпорните ткива, Така. ги уништува потпорните ткива на забот. Самата динамика на денешното живење не ни дозволува доволна орална хигиена некогаш, па тоа секако зависи во прогредирање на пародонталната болест. Исто така може да се одвојат уште повеќе причини, нередовната посета на стоматолог за рана дијагностика на пародонталните заболувања и така натаму доведуваат до губење на потпорниот апарат, односно до појава на пародонтална болест. Така, меѓутоа дали е во пораст? Да, е во пораст. Самите нервози, самата динамика на живеењето. Значи некако се што е во однос на здравјето, од година во година, се полошо и полошо, за жал. Да, па дури кога станува збор и за тие болести. Кога веќе нели ете така ќе дојде до степен да мора да се извадат забите, како што кажавте од различни причини, а ги напоменавте кои се, тогаш мора нели тие места да се заменат со нови заби. Какви се начини постојат на надоместување на забите со фиксно протетски мостови и коронки? Така. Најпрво кога сме веќе на темата за пародонтопатија, да кажам дека и пародонтопатијата во еден одреден степен, до еден одреден стадиум е болест која што може да се стопира, односно излекува. Така. Со различни оперативни зафати, со надополнување на изгубената коска со биос, со водечки мембрани. Тоа е од специјалистичката гранка пародонтологија, постојат специјалисти кои што се грижат и таа состојба, односно и таа болест на потпорниот апарат може да се санира и да се сопре до еден степен, кога не се во терминална дијагноза. Претпоставам дека и навреме ако се... Да, затоа е многу битно, како што реков претходно, да се дојде на време, да се дојде на редовни посети на стоматолог, за ние да можеме да ја фатиме пародонтопатијата, односно пародонталната болест во една многу рана фаза, да можеме да направиме успешна дијагностика и истата да биде на време санирана, односно сопрена. Так. Но доколку сепак дојде до губење на еден заб или на група на заби, односно повеќе заби, тогаш фиксната и мобилната стоматолошка протетика се гранките кои што ни возможуваат истите тие заби да бидат надоместени. Така, значи кога станува збор само за неколку заби, тогаш се употребуваат мостовите. Вака, мостовите може да се употребат кога има индикации за нив, односно кога има квалитетни носачи, заби носачи кои што може да го поднесат товарот на изгубените заби. Така. Ние тие ги препарираме и на тие носачи си додаваме и членови на мостот. Секако, секој носач си има една одредена сила која што може да ја поднесе, без при тоа да се оштети и самиот носач и останатиот дел од вилицата, односно стоматогнатниот систем. А додека кога станува збор за фиксно протетските коронки, нели кога веќе знаеме кога веќе сите заби ги изгубиме, тогаш тоа се протезите, меѓутоа кога станува збор за коронките, односно за фиксно протетските коронки, ние најчесто тие ги правиме од естетски причини, многу поретко од функционални причини. Например, кога имаме некои пребојувања на забите, односно дисколорации, дали тоа е од старо полнење, од недоволно добро излечен заб, дали тоа е некоја вродена мана на емајлот на забот, или едноставно не се пациентите задоволни со бојата која што имаат на забите и тие сака едноставно да си стави коронки, ние можеме тоа да го направиме. Или доколку забите не се во правилен распоред, не се добро наместени во низот, се изротирани, односно извртени, ние таму може да ставиме коронки и да направиме еден перфектен забен низ, кој што ќе си трае колку што повеќе ги чува пациентот коронките, односно неговите заби, толку подолго ќе трае и протетската изработка и самиот заб, носач. Меѓутоа во последно време, доктор Кристијан, не знам дали ќе се сложиш со мене, честопати луѓето не се задоволни од сопствените заби, иако им се здрави.
Се случува ли исто така да дојдат кај вас пациенти да побараат да им ставите навлаки буквално на сите заби за да им бидат убави белини или како што се случува. како што се и впрочем оние порцелански и така натаму. Верували или не, да се случува и како што реков за тоа тука и етиката во прашање. Секогаш има индикации и контраиндикации и ние како доктори им препорачувате или им ги кажувате и кои би не, биле тие? ние кажуваме дека природната боја на Така. забите која што оние ја имаат се сложува во склад со нивниот тен, со нивната боја на очи, Така. со нивната природна боја на коса, со бојата на тенот на лицето и доколку стават побели заби, дека тоа може и да Малку не изгледа толку Природно. добро како они што го очекуваат. Меѓутоа, луѓето се повеќе и повеќе се под влијание од телевизија, од тоа што гледаат на телевизија по сериите, по филмовите, по различните музички спотови и сметаат дека убавината на еден човек не е во совршената насмевка, таква каква што ја гледаат на телевизија. Така. Но не, насмевката е содвршена онака како што ја дала природата. Тоа не за џабе е дадено во таква боја, со таква нијанса, која што само природата може да ја направи, да измоделира подобро од било кој забен техничар и стоматолог во тим. Така. Меѓутоа, исто така да напоменеме дека не е исто да се имаат навлаки на забите, Никако и не е исто, нели, нормално, друго е кога го имате сопствениот заб, а друго е кога ќе ставите веќе навлаки на сопствените заби, за да имате, нели, поубави, блескави, Многу бели е заби. поразлично. Да. Тука постои една алтернатива што се нарекува фасетки. Така. Тоа буквално е како фасада на самиот заб, само вестибуларната површина, Така. односно површината која што гледа према надвор кога се Само смееме. таа ја поправате? Само на неја се налепуваат. Значи, до толку веќе е усовршена. Да, тоа се Стоматолошката индивидуални естетика, фасетки и навистина е тоа Холивуд смайл, како што викаат помодерно. Так. Ајде ние да се вратиме на овие на вистина проблемиве кои што се во однос на загубата на забите. Значи постои ли разлика од мост до мост, од коронки до коронки, од што зависи? Да. Како да ги дефинираме, значи кои се тие разлики во однос на мостовите? Постои разлика од мост до мост, односно од коронка до коронка. Првин да го дефинираме терминот мост. Мост е групација од коронки која што е составена од носачи, односно од природни заби. Мора да имате своји заби здрави, мора да така? се има здрави заби, да има ограничени носачи, да тоа биде ограничена беззабост со носачи и оние заби кои што недостасуваат во устата се нарекуваат членови на мостот, односно мостот ги надополнува. Колку е потребно, еве, горе или доле, да имате здрави заби за да се направи еден добар и стабилен, така да кажам, мост на забите? Најмалку што може, ако предпоставиме дека и тие заби ви се совршено пародонтално здрави, доколку ги имаме првите молари, односно шеските на двете страни, и доколку ги имаме канините, односно тројките на двете страни, може да се направи навистина одличен мост кај пациентот метал керамички, или доколку имаме повеќе носачи, затоа што метал керамичкиот мост дава некоја поголема цврстина на забите и тоа си индикација строга за тоа, или без метална керамика, која што подоцна се дели на неколку групи, тоа доколку имаме повеќе носачи, таа си има дополнителни своји естетски придобивки, плусеви, кои што ги носи за разлика за сооднос на тоа што не може да се изработи секаде на било кој распон од заби кои што недостасуваат. Така. Кажавте дека има комбинација метал керамика и само керамика. Да. И кажавте дека е со метал постабилен. Метал керамичката Што значи дека тој го потребувате онаму каде што има помалку носачи или? Кога има помалку носачи, односно кога фалат три заби, да речеме, кога треба да имаме два носачи, три члена на мостот, јас препорачувам повеќе да се изработи метал керамички мост. Така. Затоа што тој сепак кога имаме една метална основа под керамиката, под земниот порцелан, имаме поголема цврстина, односно поголема еластичност и керамиката не може толку лесно да пукне, односно да се оштети. Ние имаме едни фотографии, еве од режија веќе ги може да ги пуштат полека за да ги прокоментираме.
Или додека разговараме да ги пуштат, како вие ќе одлучите? Може да се... Да, што значи ова баш кога ги прегледува фотографиите, ова е некој нешто, некоја... Не, ова е една од моите услуги. Во моментот е прикажано белење на забите, односно чистење на забите со употреба на активен јаглен и хидроген пероксид. Ова е проверена метода, меѓутоа многу поретко се употребува во денешната пракса. Колку време треба вака да бидат премачкани забите? Треба да стојат повеќе време? Не треба да стојат повеќе време. Активниот јаглен делува релативно брзо, тоа што ова е едно како полирање што ги избелува забите до 4 до 5 нијанси. Добро, ајде следната фотографија. Ова е веќе проблем како што говоревме, кога има веќе Овдека имаме и дисколорација. Ова е пред и потоа? Да, ова е слика пред и потоа кај еден пациент. Овдека имаме дисколорација, имаме оштетување на повеќе заби, доколку добро видите на латералниот инцизив, односно на двојката од десната страна имаме и кариес. Така, да, се забележува. Точно, а имаме и недостасување од повеќе заби. Овдека е направена метал-керамичка мостова конструкција. Меѓутоа многу убаво изработени. Да, навистина мојот забен техничар дава се од себе за да го добиеме совршенството во стоматологија. Следната фотографија, ако може. Ова е веќе по како да кажам, во задните заби проблем. Да, ова е во постмоларната регија, овдека станува збор за... Што се случува со забот? Забот заради старо полнење е премногу оштетен, отворен е нервот и самата забна субстанца, забот се искршил. Буквално пукнал забот во устата. Овдека е ставено метално колче во забот и на истото е направена композитна надоградба која што совршено ги емитира забните контури, што е навистина многу битно да се иземитираат забните контури. Како сето тоа може да се направи до совршенство да изгледа после вака, навистина? Со многу пракса. Да, навистина треба. Мора да биде вака измоделирано, затоа што секако силите на чакопритисокот мора да се пренесат подеднакво на повеќе точки на забот, а не само на една точка на коренот, затоа што со подолго време пренесување на една точка на коренот на забот, односно рамна пломба ако ставиме, доаѓа до развивање на парадонтит, што кажав, и губење на забот. Еве и тука има, претпоставам, голем проблем. Дали ова парадонтоза? Ова е убава прилика да се напомене дека со мостот се добиваме на одредена стабилност, односно стабилизирање на веќе парадонтопатичните заби до одреден степен. И ова е метал-керамички мост, секако ова е случај пред екстракција на забите, односно повеќето од овие заби во бочната регија се екстрахирани и истите се надоместени, како што можете да видите на сликата од вашата десна страна, со метал-керамичка конструкција. Така, ајде следна фотографија. Ова е една моја посебно драга пациентка. Ова се метал-керамички, ова е безметално керамичка соло. Соло коронки се ова изработени по најсовремените методи. Оваа слика што е лево, практично кога гледаме во телевизорот, тоа е незиното природно заболо, природно заболо. Ова е пациентка која што имаше многу големи проблеми со здравието, со малиген меланом и незините заби беа после хемотерапија со длабоки кариеси од бочните страни и беше апсолутна индикација и по желба на пациентката и апсолутна индикација за ставање на соло коронки на сите заби. Значи на сите поединечно. На сите поединечно. Добро. Ајде следна. Ова е веќе навистина голем проблем. Претпоставам има повеќе причини за да се средуваат забите. Какви проблеми имал овој пациент? Првин, доколку коментираме соматското здравје, односно телесното здравје на пациентот, тоа беше пациент со многу големи проблеми во телесното здравје. Имаше парадонтално премногу здрави заби, но заради што немаше можност да одржува правилна и темелна орална хигиена, заради
тие проблеми со соматското здравје, овој пациент имаше изгубено повеќето заби, а останатите заби што му беа во устата му беа искршени како резултат на сообраќајна несреќа како дете. И на овој пациент секако со една успешна препарација му е направен метал-керамички мост. И е доведен до состојбата која што е до на сликата. До состојбата и до ден денес кога го гледам истиот пациент, мостот се уште добро си го носи, одлично се држи и е благодарен за истиот. Така. Ајде, понатаму одиме. Што проблем е ова? Ова е проблем со забите каде што имаше кариеси од ние како што велиме пета класа, односно кариеси. Што значи веќе кон непцето? Да, тоа се кариеси кон непцето на повеќе заби. Бочните заби на оваа слика не може да се види, меѓутоа бочните заби ги саниравте првин кариесот бидејќи специфично е кога е до непцата, како или ги стругавте забите? Специфично е кога е до непцата, кариесот како дентална болест представува тоа е бактериско заболување кое што представува кој што предизвикува разметнување на здравата забна супстанца и со самата препарација на забите, односно со отстранувањето на 2 до 3, зависи колку е потребно, колку се индицирани да се отстранат милиметри од забот, се отстранува и заболената субстанца на забот, а доколку подоцна е до самиот нерв или во близина на нервот, се користат препарати за заштита на истиот и секако си има посебни методи на цементирање подоцна на мостот. А каков мост овде направивте? На секоја поединечни коронки или? Не се поединечни коронки, ова е мост, ова е безметална керамика. Со тоа што новаа пациентка на горната слика не може да се види, меѓутоа она имаше заби до четворката, петките, тоест имаше заби до тројката. Задните заби ги надокнадивме од двете страни до седмица. Добро, имаме ли други фотографии? Еве ова исто. Да, ова е убав тежок проблем. Ова е убав случај заради тоа што овдека имаме канинот кај овој пациент беше скрос изранат, само коренот беше останат и на овој пациент мораше да му се изработи на доградба, дентална доградба со метално колче, која што ќе мораме да бидеме апсолутно сигурни, 100% сигурни дека таа ќе може да го поднесе товарот од целиот мост, заради што како претходно напоменав, канините и првите молери се главните и најдобри носачи во вилиците на пациентот. Видовме навистина различни проблеми, меѓутоа сепак за сите овие различни проблеми се наоѓа решение. Во стоматологијата секогаш има некој решение. Ме интересираше оваа фотографија кога гледав, ми стана многу интересна. Што би значило тие стапчиња, така ми изгледаат некако? Што практично тоа значи? Што сте работеле тука? Овие стапчиња, овдека имаме фрактуриран, односно скршен заб до самото непце. Така. И како што реков, тоа е индикација веќе за терапија, односно за вадење на нервот, за екстрипација на нервот. Така. Горе тие стапчиња што ги гледате на сликата се викаат гутаперка колчиња. Тие служат, ова е техниката на латерална кондензација, односно кога еден канал, еден дентален канал во случајов на четворката се полни не само со едно single point полнење, туку со повеќе помали колчиња, како би можеле ние да добиеме едно херметичко затварање на каналот без при тоа да употребуваме голема количина на паста за полнење на каналите. Двете најапикалната третина, односно третината најблиску до врвот на коренот на забот останува наполнета со гутаперка, додека другите две, средната и коронарната третина на забот се подоцна се отстранува гутаперката и на сликата доле како што можете да видите е тоа метално колче кое што од претходно го зборувам. Се прицврстува металното колче, се стабилизира и подоцна се моделира или со композитно, во случајов е композитна надоградба од самата пломба,
или може да се надополни со гласиономер и да се направи коронка на истиот зап. Еве и тука видливо е дека има нешто што не е во ред со забите. Какво решение спроведовте во однос на овој проблем? Дали е тоа исто посебни коронки или Ова се соло коронки, односно посебни коронки, заради тоа што овој пациент имаше добри носачи, само на неговите централни инцизиви, ова е млад пациент во негови 25 години, само неговите централни инцизиви заради одредени причини не беа доволно добри, односно имаше дисколорација, како што можете да видите, имаше одредена абразија, голема диастема медијана, односно расцеп што велат помеѓу двата предни заба, кој што он не си го сакаше воопшто и сакаше истиот да биде саниран по негово инсистирање со метал керамички коронки. Нормално затоа што е многу младо дете, му беа предложени и други решенија, а најдоброто решение, и јас му кажав дека се токму овие коронки, со висока естетика секако изработени, со висок инцизален транспарент, односно врвот на она ивица, врвот на забите да бидат прозирни баш како природните заби. Да се приметува, и на фотографија. Тоа е тој инцизал транспарент со кој што со техничарот навистина сте успеале да го добиете. Успеавме да го доловиме и навистина сум горд што имаме еден така способен забен техничар кој што може до овој степен да ги реставрира. Бидејќи сакам да проговориме и за други работи, ова е вашата ординација. Нека протечат сите слики до крај, а ние овде ќе продолжиме да разговараме. Ме интересира само кога веќе ќе се стави еден мост. Не знам, еве ќе прашаме за коронките. Колку може да трае еден мост? Многу луѓе не се информирани дека тој мост треба на одредено време или одреден временски период да се смени. Зошто? Да ни кажете и на колку временски период треба мостот да се промени, бидејќи претпоставам дека може да се случи да навлезат дел од бактериите кои што не можеме доволно можеби да ги исчеткаме и така натаму, па да направат некои други проблеми. Како и се друго. Колку трае еден мост? Како и се друго во светот, така и денталните мостови си имаат свој рок на траење. Меѓутоа, тој рок на траење, заради тоа што сега, како и во минатото, сега секако материјалите се многу подобрени, но и во минатото тие материјали кои што се користеле тогаш биле врвни материјали, сепак станува за човечко здравје збор. Се користат врвните материјали, се изработуваат врвни материјали мостот, но тој мост сепак е индивидуален кај секого. Носачите се индивидуални кај секого и тие си бараат одредено чистење, посета на стоматолог, многу добра орална хигиена, затоа што тоа не се вашите природни заби. И тие мора да се четкаат, мора да се прави парадонтолошко чистење, мора џеповите да се средат, забниот камен да се среди. Поентата на разговорот ми е тоа што колку повеќе го чуваме забниот мост, толку повеќе трае. Како и се друго, впрочем. Колку го чуваме, толку ќе трае. Јас сум видел и мостови кои што траат по 20 години. Дошол пациент, ми кажал, овој мост ми е ставен пред 20 години. Мостот изгледаше како да е ставен вчера во устата. Меѓутоа, човекот е толку многу одговорен, на секои 3 месеци доаѓа на чистење, си го одржува неговото орално здравје, оралната хигиена и самото телесно здравје му е на едно навистина завидно ниво. Така. А кога станува за збор за коронките, дали тие кога се наместат се трајни? Не се трајни. Така. Коронките исто и како се појави некој проблем, може да се сменат. Се појави, може да се сменат и секако доколку се појави некој проблем, да речеме воспаление на нервот на забот под коронката или процес на забот под коронката или под мостот, мора да напоменам дека и тој заб и тој процес може да се излечи под самиот мост. Исто како што би се лечел и природен заб, може и тоа да се санира. Сепак делот со нервот и делот околу нервот и околу коренот се вашите природни. Само коронката е така. Кога во кој случај се применува денталната имплантологија? Денталната имплантологија се применува во повеќе случаи. Така. Прв случај и основен случај кога веќе немаме носачи
немаме природни носачи и мора да се стават дентални импланти за да би се ставила фиксна протетска конструкција. Не може едноставно човекот да поднесе протези, заради тоа што свесни сме дека протезите не може да бидат толку стабилни, толку добро прицврстени како што може да биде денталниот мост. Втората причина е доколку човекот едноставно сака соло имплант, не сака да ги оштети другите заби, мада не е оштетување според мене тоа стружење што викаат, односно препарацијата, едноставно заштитување на забите. Не сака да испрепарира два соседни заба, сака тој заб што му недостасува да го надополни со соло имплант. Исто може да се направи еден микро или мини имплант и да се надополни само тој заб. Има уште повеќе индикации кои што диктираат кога би се ставили импланти на забите. Коментирајќи ги сликите, кажавме многу работи во однос на проблемите, нели, за кои што требаше да говориме. Дали случајно нешто испуштивме во однос на сите овие надоместувања на забите? Па секако, освен фиксната протетика, кажавме за фиксната, исто има и мобилна протетика, како што реков протези. Тие протези кои што народно ги кажуваат вилици, и тие протези се денеска многу добро изработени од најсовремени материјали, појачани со мрежа, со жици, и тие не се кршат како до тој степен како порано што се кршеле, сепак вилица, нели, односно протеза. Тие се исто така добро решение кога веќе не може финансиски човекот да го издржи имплантот, и мора да се стават како индикација кога нема ни еден зап. И тоа тие се малце поспецифични додека се привикне пациентот. Се специфични. Вие една пломба кога ќе ставите по цело време јазикот таму виде, а не по една цела протеза. Тоа е малку проблем за претпоставувам. И комбинираната протетика е убаво решение, мостови со мобилна протеза, односно визел скелетирана протеза со копчиња. Тоа дава повеќе стабилност. Да споменеме дека планирате да поведете Dental Spa на целата програма на Dental Spa. Што би значило тоа? Бидејќи ќе се спомне Dental Spa, некако зборот спа спа асоцира на джакузи, на сауни. Што би значило тоа практично во кога ќе го воведете во вашата секојдневна работа како стоматолог? Денталното спа но тоа е како концепт на лечење на забите, каде што први на атмосферата во која што се лечат забите е сосема поинаква. Вие кога ќе отидете на стоматолог, ви преовладува некој страв, некој стегање на целиот организам. Па дури и вие самиот кажавте, мене ми е страв од стоматолог. Некој мене ми е страв од стоматолог. Меѓутоа, тоа е еден стрес на организмот. Денталниот спа уклучува тука промена на осветлувањето, уклучува музика која што опушта промена најпрви на целата атмосфера, на целата работна просторија во која што се работи стоматологијата, а потоа и самата услуга на самата стоматолошка услуга. Под услугите на денталниот спа, освен тоа што ви го кажав сега, промената на самата атмосфера, е чистењето на забниот камен, полирањето на забите, обработката со активен јаглен, интердентално полирање на забите, значи помеѓу секој заб. Значи Dental Spa ги опфаќа овие третмани. Да, помеѓу секој заб се полира со дијамантска трака како би се исчистиле меѓузабните простори испод контактните точки на забите, каде што највеќе храна се задржува, односно тоа представува како што ние би сакале да кажеме locus minoris resistente, односно точка на помал отпор, каде што заедно со фисурите и јамичките на бочните заби, тоа е место каде што највеќе се развива забен кариес. И кога ќе се заврши еден таков третман, еден годишно е сосема доволен и да во опушти од стоматолог и да се креира еден план за понатамошна санација на забите. Секако вториот пат кога ќе дојдете, знаете дека доаѓате во една сосема опуштена атмосфера, во една атмосфера каде што нема брзење, каде што не чекаат 15 души во чекална. Под дентален спа, исто не заборавам, значи и менеджмент на пациентите. Закажување на онолку пациенти, колку што може по сеанса да се сработат. Еден пациент во сеанса, кога ќе заврши тој пациент, во стоматолошката ординација влегува наредниот пациент. А не гужва, па и таа гужва да представува отпор и на терапевтот,
и на пациентот да представува како тензија да ствара. Видовме на фотографијата, нели, тоа белење со активен јаглен, како изгледа. Предпоставам дека од оној поинаков начин на белење на зъби кое што сте го практикувале, има некоја разлика. Кои се придобивките? Па најпрво кога станува збор за хемиското белење, односно она белење кое што си го знаеме на зъбите, тоа е поефикасно во смисла на белење. Во смисла на белење може до 8 до 9 нијанси да обели, меѓутоа си има и своји негативности. Например, после тоа не може да се напие човекот некој време цитрусни, односно кисели сокови, пребоена храна, кафе, затоа што попорозна е денталната супстанца, емајлот е малце попорозен и може да прими пигментација од тоа што го јаде, односно што го пие. Тука мора да се внимава, додека со активниот јаглен тоа поинаку? Со активниот јаглен е едно како тоа доаѓа како природен начин на белење. Да, многу по-природен начин, многу без опасност да се изгори гингивата, без опасност да се направи некоја посериозна компликација. Пациентот оди со неколку нијанси побели зъби, може да јади и да пие што сака, без при тоа да се плаши дека ќе му потемнат, покафеават зъбите или поцрвенат, не дај Боже, во зависност што пие. Пошто си било и претходно, може да се продолжи и понатаму. И сега, тука сме некаде при крајот со времето, би сакала како за крај, бидејќи овие кои што гледачи кои што не следеле во претходните емисии кога ти си ми гостувал, нели? Многу пати и често пати го споменуваме твојот хумен однос кон дечињата со посебни потреби и од сето она ваше искуство кое што го имате, работејќи нели со тие дечиња, поправајќи им ги запчињата, па дури ако треба нели да им извадите некој зап, тоа навистина го правите успешно. Одлучивте да направите прирачник за стоматолошко згрижување на лица со посебни потреби. Што би значило тоа? Што ќе содржи тој прирачник со цел да ги информирате сите оние кои што имаат потреба од вакви услуги? Да, јас во моментов пишувам прирачник за целосна стоматолошка, би рекол, рехабилитација на лицата со посебни потреби, затоа што стоматолошко изгрижување е едно, а рехабилитација е целосно психофизичка рехабилитација на пациентот. Тој прирачник ќе содржи апсолутно се. Од тоа кои се пациенти со посебни потреби, какви видови на пациенти има, до целосно анатомоморфолошки репетиториум, односно карактеристики на краниомаксилофацијалната и оралната регија на пациентите, како да ги згрижиме тие пациенти, како иде сеанса по сеанса, менеджмент на тие пациенти, хетероанамнеза, односно прашување на родителите, старателите или одговорните лица за информации, и така натаму, како воопшто да нема стоматологот или родителот проблем со таков пациент додека прави негово дентално згрижување. Значи, ова е добро да го имаат родителите на дечињата со посебни потреби како еден информатор за тоа се што треба да добро е да го има секој човек кој што би сакал да го има, без разлика дали е тоа родител или е тоа мој колега или било кој член на некој здружение. Кога очекувате да биде завршен? Не би можел да го кажам тоа точно. Јас месец-два. Многу темелен човек и додека се не ми штима така што јас сакам да биде, не би сакал да избрзам со некои работи, а уште помалку би сакал. А ќе биде пуштен во продажба? Затоа се уште не сум одлучил. Не сум одлучил, не сум. Јас се надевам дека кога ќе го подготвите, кога ќе излезе од печат, ќе ми се јавите за да дојдете и да го промовираме до нашите гледачи. Нормално уз прирачникот, значи да обработиме уште некоја тема која станува. Би сакал и јас се надевам дека ќе биде и тоа наскоро. Так. Добро, доктор Кристијан, што би им порачал вака во однос на сите овие проблеми за кои што говоревме, за кои што решението е начинот на надоместување на зъбите, што и како да се однесуваат? Дали треба што понавреме да се јават за да тоа биде, како да кажам, полесно решливо?
од што и како да постапат, еве кога имаат проблеми со порачал забите. на гледачите. Првин да не дозволат да се расипат забите. Би им порачал да најпрвин тоа дека ништо нема побаво од вашите природни заби. Но доколку веќе се решите или има апсолутна индикација тие заби да бидат надополнети или променети, дали заради естетски или функционални причини, стоматолошката протетика, доколку, како што велам, има решение за се. Има решение за се и доколку стоматологијата е кралица на сите науки, стоматолошката протетика е нејзиното убаво лице. Така. Тоа секогаш ќе најде начин да се покаже, секогаш ќе најде начин да ве разубави, без разлика колку тоа ви се чини невозможно. Така. Со оглед на тоа дека и сите оние проблеми за кои што говоревме беа прикажани низ вашите фотографии од вашето искуство, навистина многу поголеми и потешки проблеми, меѓутоа навистина крајното решение е секогаш естетски перфектно и направено. Функционално. И функционално. Доктор Кристијан, јас ти благодарам за денешното гостување. Се надевам дека сето ова што го кажавме и го објаснивме до нашите гледачи ќе биде од корист, бидејќи ќе бидат информирани дека за секое решение за сите проблеми кога станува спор за забите и во однос на сите оние проблеми кои што вие ги напоменавте, до загуба на на забот, парадонтопатија, скршување на зап, и така натаму, дека за се има решение, да не се грижат, само треба да се обратат кај вистинскиот стоматолог. Ти благодарам многу. Ви благодарам на поканата, па се надевам ќе се видиме наскоро за други теми. Ве очекувам да ми се јавите кога ќе биде готов прирачникот. А сега некаде тука сме при крај на емисијата. Значи, бидејќи ова е емисија која што е за вашето здравје, би сакала да кажам дека физичката активност, многу знаеме сите и колку е многу важна пред се било каква физичка активност да е. Дали ќе возиме велосипед, дали ќе пешачиме, дали ќе трчаме колку можеме, дали ќе вежбаме во некои центри кои што ни нудат разни можности за вежбање. И како навистина се важни за одржување на добрата здравствена состојба кај една личност. Затоа е и добро повеќе да се трудите да практикувате физичка активност во било каков облик. Телевизија Сонце, значи, бевме ние да посетиме вчера еден од центрите за фитнес и заради, се разбира, подигање на свеста кај сите нас за грижата на своето здравје, вчера центарот Fit One организираше една интересна ретро-аеробик забава. Се со цел, бесплатно да им понуди можност на сите оние кои што беа заинтересирани да посетат оваа ретро забава, да видат како е тоа да се вежба со најдобрите аеробик инструкторки, да не сгрешам нешто, а забавата беше со музика која што беше со најголемите хитови од 70-тите, 80-тите и 90-тите години. Па во следниот прилог ќе можете да видите како сето тоа се одвиваше и колку е добро да се практикува физичка активност. Сега имам организирано настани за пилате, за зумба, за јога, така што овие настани може да ги посетат сите, не само вежбачите на Fit One, и да си се пронајдат себе си. Се надевам дека со тоа ќе ја подигнеме свеста за практикување на физичка активност. Значи конкретно ние во Fit One нудиме аеробик час, така наречени степ аеробик час,
Фит аеробик часот се одвива со основните аеробни вежби, значи по ритам на музика. Аеробикот е програма која што се работи ритмички движења се работат во ритам на музика, а степ аеробикот е час за кој што користиме степер, реквизит степер, и со него најголемиот дел од мускулатурата се активира квадрицепсот, значи горниот дел од нозете, затоа што се прават качувања цело време на степерот. И разни други фитнес елементи на крајот на часот се внесуваат, на крајот правиме стомачни вежби на простирка, грбни, буквално се вклучува целата мускулатура во текот на целиот час, како на фит, така и на степ аеробикот. Меѓутоа морам да напоменам дека двата часа се прилично различни. И нашите вежбачи го приметуваат тоа, фит аеробикот е повеќе динамичен, повеќе кардио, додека степ аеробикот е повеќе тонинг. Нормално, и јас го нарекувам степ аеробикот боди флатеринг, односно многу добро прилега за женско тело да го вежба. Човек што практикува спорт, нормално бенефициите за здравието се најголеми. Значи секој што редовно практикува спорт, по дефолт е човек што е здрав, издржлив пред се, значи работата на срцето е нешто што првично го потенцирам кога зборувам за спортот, заради тоа што срцевиот мускул е нешто што најмногу работи за време на спортска активност, па нормално и сите останати мускули во телото да изгледаме. И те почитувани гледачи, можевте да видите од прилогот како беше вчера во Fit One центарот, така како што кажав, за да имате добро здравје, практикувајте и физичка активност, било тоа да е нешто како што е ова, да го посетите некој од Fit центарот, или пак да возите точек, да пешачите, да трчате, било што е многу корисно за вашето здравје. До следното видување ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје и се гледаме, се разбира, 7 дена.